Претесна стана и големата кристална собраниска сала, каде во ковид пандемијата се одржуваат пресконференциите на пратениците. Медиумските екипи, подготвени за пренос во живо, нестрпливо го чекаа обраќањето на пратеникот Кастриот Реджепи од Беса, кој изминатиот четврток не обезбеди кворум за рушење на владата. Обезбедувањето будно следеше што се случува, а во салата се појавија двајца пратеници на ВМРО ДПМНЕ, Жаклина Пешевска и Антонио Милошовски. Прво, зошто сте тука? Па да видиме срцето на пратеникот Реджепи, дали е во Вашингтон и нормално колку тоа ќе ни помогне за подобар економски живот, за цените на горивата биат пониски, енергетската криза. Лути сте му на Реджепи? Не би имало зошто, затоа што човекот претпоставам дека имал некоја сериозна мака, штом се решил 2 дена да биде одсутен. А бил да мислите ли? Секој се одлучува сам за себе. Без него сте 6. Ние постигнавме одличен резултат на локалните избори, сметам дека власта е делегитимирана. 60 пратеници се одлична бројка. Како очекувате да се внесува во иднина пратеникот? Не би знаел, не би можел човек да предвидува. Еднаш подпишана иницијатива, па потоа исчезна, 2 дена не е во собрание, па Фейсбук статус, Америка, Вашингтон, срцето и слично. Се гледа дека не може човек да ги предвидува потезите на секоја личност. 15 минути по закажаното време, пратеникот се појави на прес. Се извинувам за мало задоснување. Кастриот Реджепи, кој се уште се смета за дел од Беса и од власта, 45 минути образложуваше дека сакал да дојде на седницата за гласање за доверба на владата, но откако слушнал дека ќе биде единствениот присутен што ќе гласа против, од безбедносни причини одлучил да не се појави. Во текот на денот, додека ми биле исклучени телефоните, сум добил пораки за кои се пријавени во институциите и поради проценка на ситуацијата, затоа значи имам обезбедување, а не на мое барање. И додека пратеникот беседеше на говорница, тројца обезбедувачи постојано кружеа низ салата. Интерес за тоа што се случува внатре имаше и зад вратата, а Реджепи трпеливо им образложуваше на новинарите зошто се одлучил да не ја поддржи иницијативата за гласање недоверба на владата. Денеска, како никогаш порано, е најизвестно дека во декември ќе добиеме датум. Придружувано до безбедувањето, Реджепи ја напушти прес салата, а на медиумските екипи не им беше дозволено да го следат. Новинарот Фуркан Салиу, кој известува за политичката криза, вели дека потегот на Реджепи различно се толкува кај албанската заедница. Па сега зависи од која страна си. За едните е херои, за едните е предавник. Денеска он се објасни зошто се реши на таков чекор. Не замоли да го почекаме 14 декември, па да видиме кој бил во право. Се разбира дека и неговото објаснување држи вода и прашањето до него беа заради начинот на кој се одлучи тој став да го прикаже во јавноста. Можеше едноставно да дојде во собрание и да не гласа, или да го образложи зошто нема да гласа и никому ништо. Меѓутоа начинот не беше коректен, барем за неговата партија. Тоа е моје мислење, затоа што на 5 минути пред да почне гласањето никој од неговата партија не знаеше кај е Кастриот Реджепи. Сепак во пратеничката група во партијата, во тесното раководство има членови од неговото семејство. За сите детали, Реджепи порача дека е подготвен да одговара во телевизиски интервјуа, од кои првото е во нашата емисија.